Добро утро, добар народе. Средина на јуни, лето господово 2025, Македонија во полно сонце. Денес ме чека долг пат. Треба да патувам до Прилеп или поточно до Прилеп. 400 километри. Како тоа 400 километри до Прилеп? Кога одвај се нешто повеќе од 100 километри. Може, ако појдете по овој пат по кој што поаѓам денес. Тоа е најширокиот круг кој што може да се извози низ Македонија со автомобил и кој што е долг 800 километри. Читателите на Аутомедија, а сега и гледачите на каналот на YouTube на Аутомедија, знаат дека тој пат претходно го имам поминато 3 пати. Првиот пат со Toyota Corolla Hybrid во 2018 година, кога беше нов моделот и тоа беше така наречена хибридна тура, кога беше ставен нагласок на ефикасноста, односно на штедливост. Постигнав просек 3,5 литри. Потоа следеше електричен автомобил пред пандемијата, или можеби беше некаде во зачетокот на пандемијата, со електрично мини. Мини електричен од претходната генерација е првиот автомобил со погодна струја, значи целосно електричен автомобил, батериски електричен автомобил, кој што го има извозено тој круг. Потоа следеше уште еден електричен автомобил, тоа беше Toyota BZ4Cross. И што ја прави оваа Kia Stonic толку посебна за таа да биде следниот посебен автомобил што ќе го возам по таа тура? Дали бојата можеби, или формата, или дизајнот. Секако, бојава многу ми се допаѓа, едно од најоригиналните и заштитна боја, заштитно обележје на Stonic по фейслифтот. Меѓутоа, не се работи за изгледот, се работи за многу посуштински вредности. Kia Stonic е еден од моделите кои што нуди најдобра противвредност на пазарот, односно тоа што по ново македонски го нарекуваме best buy. Најдобро вложување за парите, најмногу што може да се добие за парите, 20.000 евра. Тоа е прагот денес, таа е реалноста, таа е вистината. Зборам за автомобил кој што е трајно решение и кој што може да служи секако и како семејно возило. Не е автомобил со кој што се ограничува користењето само во градски услови. И за тоа ќе ја извозам по оваа тура. Зошто? Затоа што тоа се сите услови на возење. Автопат, планински патишта, долини, галичици, плетвари, автопати, градска средина, лоши патишта, во сите можни услови. Значи да видиме навистина дали овој автомобил навистина нуди противвредност. И додека е уште чиста, пред да ги помине ови 800 километри, малку за изгледот. Да не чекаме додека е чиста Stonic. Stonic има еден од највпечатливите настапи во класата и не само во класата, како автомобил е забележлив и покрај автомобили кои што се поскапи и поголеми можеби. Има моќни контури, ги издвоени овие раменици. Крилата се широки, секако го има тигровскиот нос од времето на Петер Шреер, дизајнер своевремено на Audi TT. Ова е Ultimate, така што има и неколку додатоци и функционално и стилски. Секако допадливо автомобилче. Не изгледа ефтино, едноставно и праговите се дури обложени со пластика, која што меѓу другото спречува кородирање, иако како тема одамна не постои. Меѓутоа, секакво оштетување кое што би се случило тука, би се свело на пластика и на едноставна замена. Каде воопшто ќе патувам? Од Скопје, преку Рачиново, скусувам патот до Куманово. Возам по споредниот пат преку Рачиново, е побрз, немам патарина и ми се допаѓа тој пат по природа. Доаѓам до Куманово, од Куманово продолжувам понатаму во правец на Крива Паланка. Потоа се спуштам од Страцин, се спуштам надолу до Кратово. Од Кратово кусо до Пробештип. Пробештип продолжувам за Кочани. Од Кочани нагоре за Македонска Каменица, па Делчево, Пехчево, Берово, надолу Струмица. Од Струмица нема да пропуштам, барем верувам дека ќе ме послужат денов. Продолжувам понатаму до Дојранско езеро. Од Дојран одам до Гевгелија секако. Од Гевгелија по автопат
нагоре са Неготино, па од Неготино продолжувам понатаму и Кавадарци, продолжувам понатаму за Прилеп. Во Прилеп ќе ми биде одморот денес. Рутата понатаму продолжува преку Беличица за Охрид, од Охрид преку Струга. Зависно од тоа како ќе ме послужи возењето, снимањето, техниката, можно е, значи враќањето да биде преку Деварва, Маврово, односно Стража и Гостивар Тетово до Скопје. Ќе спомнувам и по еден модел од конкуренцијата, односно од модели во ценовна категорија до 20.000 евра. Да видиме дали навистина Стоник е Best Buy. И на тема летни горештини. Стоник, спомнав дека е фантастично опремен. Не само за својата класа, туку и е споредлив и со модели од компакт класата. Автоматска клима, стандард. Мануелна клима, реално. Мануелна клима е жива болест. Или ви е пуштена на најсилно, или ви е пуштена на недоволно, па или ќе испонастина човек, или ќе препоти мислејќи дека го лади климата. Автоматска клима се. И посебно е важно во автомобил од оваа класа. Зошто? Затоа што изолацијата на кабината кај модели од оваа класа е помала во споредба со модел од поголемите модели и на таванот и странешно секаде. Секако. И тоа ги прави почувствителни. Да видиме кои модели од конкуренцијата, од ценовната класа до 20.000 евра, нудат автоматска клима за тие пари. Уште една важна ставка која што придонесува за пријатната клима внатре се затемнетите задни стакла. Кија веќе долго време ја има целата своја понуда од модели стандардно со затемнети задни стакла. И тоа е еден плюс за Kia. Секако тоа што нуди опрема, нивоа на опрема, пакети на опрема што се посебно скроени за македонските купувачи. Значи, се почитува клиентот максимално во Kia. Не може да се понуди модел кој што не поседува ставка што купувачите ја очекуваат во таа класа и за таа цена и од Kia. Да видиме колку има материјал во моторот на оваа Kia Stonic. Тука сум на излез од Команово и Кусо по автопатот, едно забрзување убаво. Само да видиме да веќе може старт, да.
до 100. Сега е покриен пресилометерот, но тоа е тоа. Околу еластичноста, да видиме што ќе покаже. Значи сепак е вртежниот момент тој што влијае тука. Од 80 до 120. Толку беше возењето по автопатот. Погонската конфигурација на Kia Stonic. И малку е проблем тоа што по секое стартување морам повторно да го гаснам предупредувањето брзинско. Значи да, има неколку начини на предупредување за надминување на брзината. Дали да биде звучно, дали да биде само информација или да биде исклучување. Значи да ја исклучувам, затоа што сум свесен за брзината, но тоа проблем е тоа што мора при секоја седнување да се прави тоа одморно. Добра изолација, значи се изненадив кога видов дека се 3000 вртежи, што секако е половина од работното подрачје на овој мотор. Меѓутоа, според звукот ќе предпоставив дека се под 2500. Добра страна на Stonic. Stonic во моментов целосно самостојно си вози. Условно кажано целосно, затоа што ми е вклучен систем за следење на лента. Значи не само систем за задржување во лента, туку и систем што ја следи лентата. И сите овие корекции, значи целосно, јас треба само да бидам присутен со дланките на воланот и понатаму целиот овој пат, целото ова возење се го врши целосно самостојно. Значи возам со некаде околу 92 км на час, вклучен е темпомотот, секако сето тоа е стандард. Очигледно нема проблем оваа на горнина да ја искачи во 6-тиот степен со 2100 вртеж. Турбокомпресорот произведува доволно притисок и новиот секако 2100 вртежи. Далеко е над она почетно подрачје на турбо надполнењето и без проблем не искачи оваа на горнина во 6-тиот степен. Благодарејќи на тоа што е мотор кој што има турбо надполнење. Значи, моќност, ниво на моќност споредлив со 1.6 литарски мотор, атмосферски. И ево, целото ова возење го прави целосно самостојно. Дали има друг модел во таа ценовна категорија кој што нуди систем за следење на лента, не систем за задржување во лента, туку понапредното ниво, систем за следење на лента, односно некое ниво на автономно возење, level 1, прво ниво, според САЕ. Ево, динамиката воопшто не беше тема на возењето по овој дел од патот. Значи, сосем задоволен, секако нема некои екстремни гордини, забрзување и слично. Едноставно, релаксирано возење. Човек се чувствува добро моторизиран, доволно моторизиран. Следи, во меѓувреме го поминав Страцин и сега сум на пат надолу до Кратово, потрошувачката. Во овие 215 км од последното полнење гориво, значи вклучувајќи 150 км претходно, потрошувачката е 7,6 литри, меѓутоа има и градско возење, има и екстремни услови таму доста, така што е нереална потрошувачка. И зашто ја спомнам? Затоа што очекувам дека
надолу на спуштање, односно до Кратово, ќе падне овој просек под 7, почувајќи значи тие претходно поминати километри. Да видиме што вели нормираната потрошувачка, како стои конкуренцијата во поглед на потрошувачката, нормираната потрошувачка во споредба со Стоник. Со навигација доаѓате во Кратово. Кај уште го има тоа во оваа класа? Значи, уште една ставка во супер опременоста на оваа Kia Stonic. Зарем не е прекрасно оваа гледка е единствена? Да ве разбуди некој од сон и да ви ја покаже овој пейзаж. Ќе знаете веднаш дека е Кратово. И има многу смисла од возењето на оваа рута што ја практикувам 4-ти пат со Kia Stonic како посебен автомобил што се издвојува на македонскиот пазар, а веројатно и не само на македонскиот пазар. Патот натаму продолжува по мощне кривулест пат и на горни ниво, постојано менување на динамиката на возење и бара автомобил што е способен. Значи способен што има и моќност и што има и возни својства, што има и динамика. На овој дел од рутата очекувам дека ќе се покаже вистинскиот карактер на Стоник. Менувачот е 6 степен за разлика од изведбата со 1 2-литрски мотор и 80 којски сили. И тоа секако менува многу ракувањето. Прецизно, одлично, степено, не забираш дека некој степен дека е недоволно добро пресметан, погрешно се преземаат менувачите, се делат меѓу повеќе модели, така што некогаш ќе се погоди да не биде тој менувач најпогоден за некој модел, меѓутоа веќе се покажува. Значи многу меко, многу сигурно однесување, добро публико, при ракувањето со менувачот, се ќе забележите дека не е од оние што ги нарекуваме динамиката. Ќе забележите дека не е од оние менувачи идиотски, значи каде што моторот е така мапиран за да е сеедно како го отпуштате, како ја отпуштате спојката тука. Значи има разлика, начинот како правите тоа што приманците го водат како Ајн Купер. Еве, да, добро. Сепак таа е класата, не може да се очекува премногу. И меѓутоа во секој случај е предвидливо, ја навестува границата и навистина да, кога би била малку повеќе стегната, би се намалило тоа странично пролизгување, значи меѓутоа равномерно пролизгува, меѓутоа од друга страна ќе биде многу по-некомфортно за возење, многу по-нестоник. Една на горнина 9%, како забрзува? Трета. Значи сосем е пристојно, е роса 9 степени на горнина. Има моќ да ви извлече од свијак. Што сепак ова е не се големи брзини, меѓутоа се остри свијаци и има менувачи каде што ќе ви побара автомобилот, ќе ви побара втор степен, меѓутоа тоа што е тесно степенуван и пак е релативно долго пресметен приносниот одлаз.
Тука ќе се потроши малку повеќе гориво, навистина. Меѓутоа, сакам да видам што ќе се случи со потрошувачката и што ќе се случи со тој спој што го барам од автомобилите, значи да имаат и комфорт, меѓутоа да имаат и возна динамика. Тука е пак на горнина, значи друг мотор. Тука, кога ќе падне, веќе тука паѓа бројот на вртеж, нагла има момент, и кај друг мотор кој што не е способен, кој што не е еластичен, не е способен да повлече толку моќно. Значи ќе се најдете во ситуација кога моторот ќе изгуби здив и ќе треба да префрлите во втор степ. 821 метар, шгури. Столича добра возиш. Ете го и пробештеп, кога ќе го видите овој очак, знаете дека сте на место дека што некогаш во златните времења на автомобилизмот во Македонија во секаков поглед, и во продажбата, и во мотоспортот, и во парите што се вложува, и во едноставно ентузијазмот што се вложуваше во мотоспортот. Тука се возеа првите кружни трки. Ќе го поздравам тука господин Венцислав Гашевски од вистинскиот магазин Автоплюс, не е ова што денес се фалсификува некои блогери. Значи тука Венцислав Гашевски е тој вистинскиот и единствен новинар кој што го покриваше автомобилизмот, автотрките и фотографски и со изданието Автоплюс Спорт, значи оригиналниот Автоплюс Спорт уште Стоник. И тука се во кругот на фабриката навистина се возеа кружни трки и успешно се возеа. Напредуваш Македонија. Тука од надвозникот кај Крупиште се пружа една фантастична, односно вистинска гледка на оризовите полиња. Сега не е најсоодветно време од годината за да се види колку изгледа посебно овој простор кога е под вода, меѓутоа се гледа колкава пространство, колкава површина е покриена. Веројатно до каде што досега погледат се, тоа е под ориз, односно оризови полиња. И нормално, зарем треба да кажам дека сум пред Кочани. Меѓутоа, патот продолжува понатаму. Кога има камиони по пат, функционира државата. А Стоник, херојскиот, а клиренсот врши работа и за вакви мали излети, внимателно секако. Именувачот на вистина е кус прецизен со убрисо на кик. Не е направен да биде едноставен автомобил. Направен е за луѓе кога ќе седнат во Кија, ова е сепак основниот, поидовниот модел на Кија. Направен е да ги привлече луѓе во марката и да ги задржи. Значи кога ќе може да се дозволат или ќе имаат потреба да што поголемо од Стоник, веројатно нема да бараат друга адреса каде што ќе го најдат својот нов автомобил, туку ќе останат во Кија. Е затоа е создаден овој автомобил. Тука има уште еден мал спектакл што очекува на овој пат, а може да предпоставите што е тоа. Еве се слуша, шумот, нема можност да се пристапи, меѓутоа, ете го, тоа е, може да се дојде тука, прилично спектакуларна гледка.
Моќно. Ето, тоа е дел од езерото Калиманци. Еве доле има и истек, моќна вода. Секаде има нешто оваа прекрасна Македонија да изненади и да одушеви. Затоа си ја сакаме. Тука мирно. Тука не толку мирно. Прекрасна Македонија. Може да погодите до каде дојде патешествието со Стоник во меѓувреме. Тоа е езеро Калиманци. Ете го. И понатаму уште 20 на километри ќе не придружува езерото. Нормално полно. Ќе има и многу поубави места за да уживаме во овие гледки, ова е природа македонска. Близко е Македонска каменица и од сега па натаму до Струмица ќе бидеме придружени од шуми. Тука нема потреба да кажувам каде сум дојден во меѓувреме. Ќе се фатеше и поубав кадар доколку го немаше сиот овој отпад наоколу. Меѓутоа, што да се прави? Ете, Калиманци, Македонска каменица, Стоник и време сосем различно од тоа што беше во Скопје кога појдов. Може би и ќе врне, да. Меѓутоа, што е да се случува, наше е. И богатство. Богатството на Македонија. Води, планини, шуми. Перфекцијата и во дизајнот. Линијата на дневното светло продолжува во долната линија на Tiger Nose. И тоа е дел од Ultimate. Значи му прави малку отменост. Му внесува посебност. И ова секако, и тоа менува многу. Кога ќе видите на улица, знаете дека е Ultimate, знаете дека е поскапата изведба. Каменица почнуваат, тоа почнува. Од тука натаму клима оф. А што ќе каже? Бројки од возењето, дигитални инструменти, поможност клучот да не го заборава некој во джебот, ќе биде многу добро. Да, нема старт-стоп копче, кое што би чинело 500 евра најмалку. Дигитални инструменти, low washer fluid, многу функции има од повисока класа. Значи и low washer fluid, преди тоа некогаш беше, се наведуваше во ставки. Уште 300 км имам гориво преостанато, просекот 7,1. Со тоа што воопшто не возам внимателно и тука се вклучени и некаде околу 160 км надвор од оваа рута, чисто во запознавање со Стоник. Навистина несвојствено богати функции на инфо забавниот систем. Како ова да го поврзам со профил и секогаш кога ќе седнам да не треба да го исклучувам предупредувањето звучно. Добро. Добро. И тоа е малку нејасно, меѓутоа ќе се провери. Ете, и voice recognition има дори. Навистина има бројни ставки кои што
потекнуваат, односно се на ниво на компактна класа, сосем сигурно. Како стојат останатите конкуренти со инфозабавен систем, со функции, со дисплеј, со поддршки за мобилен телефон и слично. И дигитални табли. Да видиме. Веројатно малкумина ја имаат посетена македонска каменица и имаат представа како изгледа. Затоа на брзински тоа ќе изгледа приближно вака. Обично ја протрчуваме Македонија. Немаме време. Кој уште би помислил да запре? Тука е да ја почувствува оваа убавина. 25 степени. 32-33 степени беше до пред 15 минути. Тука сум веќе го одминав Берава, на пат сум за Струмица, има уште 40 км до Струмица, тоа би било некаде околу 2/3 од денешното патување. Погледнете оваа убавина. Само погледнете, а камо ли да може сите да ја почувствувате во моментов. И ова е нешто за што би требале, да, секако природа. Ова е нешто за што би требале да платите 2000-3000 евра за некој префинет скап систем за климатизација, кој што ќе биде само имитација на ова и вештачко имитација, вештачки обид да се постигне ова што го имаме тука во наша прекрасна Македонија. Тоа е доскоро најпродаваниот сегмент на возила во Европа. Значи, различно од тоа што може да го стекнете впечаток на плацевите за користени автомобили од таа страна, каде што има некој BMW, Audi од по 100.000 евра кои што чинале пред 20 години, и ќе помисли човек дека сите возат такви автомобили, малку до пред неколку години, односно до лани, SUV сегментот беше најпродаван сегмент на возила на европскиот пазар. Иако тоа не е чисто SUV, туку е кросовер кој што се откажува од тоа да биде полн SUV, висок качен на големи тркала со крута амортизација, туку е кросовер токму за тоа да постигне поголема динамика и да биде покомфорен и попријатен за возење, повозлив природа. И сега се SUV сегментите. До 2009 година, кога беа постигнувани најголемите продажби на нови автомобили на македонскиот пазар Kia, пред да се укинат границите и да почнеме да го собираме несвесно
отпадот на Европа, кој што не ви даваат да го регистрирате во Германија или во Франција, затоа што загадува премногу и стои ефтино. Меѓутоа, кај нас добива цена, не се. Автомобилите од Б сегментот, значи не Б SUV, туку од Б сегментот, значи Корса, Рио, кој што веќе не се нуди, пунто и поло, беа најпродавани автомобили на македонскиот пазар. И тоа беа златните времења. Тогаш се продава 15.000, 18.000 дури, рекордни во 2008 или 2009, не помнам точно, но тоа е факт дека била постигната таа продажба. И тоа се тие автомобили кои што најмногу го убедува македонскиот купувач, македонските возачки и возачи. Зошто? Затоа што дали ја возам до тука, одвај дека 200 километри се поминати, имам уште многу пат. Меѓутоа, не ја возам по автопат, туку малку по-предизвикувачки конфигурации на терени и дали е малечка, дали е небезбедна, дали е немоćна, некомфортна, дали троши премногу кога ќе се излезе на автопат, се случувало и тоа во минатото. Не, сосем доволен автомобил, повеќе од доволен. Со опременоста која што има, меѓутоа, тоа е автомобилот зошто? Затоа што автомобилот не чини два пати. Чини еднаш да се купи и чини еднаш кога ќе треба да се однесе на сервис и да му се направи одржување и сервисирање, па некогаш и поправка. Тоа е таа класа која што ние можеме да си ја дозволиме, затоа ние денес гледаме отпадите како растат повеќе од се живо и диво. Тоа е најразвиена индустријска гранка во Македонија, отпади, прибирање автомобили на отпади, додека автомобилите од оваа класа, ако забележите, остануваат на улица. Зошто? Затоа што се ефтини за одржување, затоа што се едноставни за одржување и затоа што е тоа класата која што можеме да си ја дозволиме. Не само да ја купиме, туку и да ја поседуваме. И тоа е разликата. Како да се возите некаде не напрот тука на некоја кајче. Како да се возите на некоја кајче. Ми е страда дека морска болест ќе добијам. Нешто неверојатно. Последниот пат не беше толку забележливо, меѓутоа овој пат навистина се гледа. Не може човек да гледа ни кај вози. Еве си шета тука. Крајвечка на 1100 и уште малку метри. Значи не е нормално. Ето така. Овде е планински превој Палазлија, што малку мина го знаат. Меѓутоа, очигледно дека е важен со своите преку 1100 метри. Здраво. И стоник. Уште има за возење. А сега следи гратис возење или тоа што би го нарекле ние понашки бесплатно возење. Надолу до Струмичко поле еден долг спуст. Значи Струмица ја поминав, во Ландово и повторно треба да го исклучам предупредувањето дека возам побрзо 65 место 60. Тоа не будеш страната
да уживаат во возење, им се допаѓа овој пат и секако природа. Исто вик, така се фаќа кривина патом со 60 на час, значи некој гледал Формула 1. Значи, пример еве што. Не е за смејање, човек. Така. Сега пак. Спуштање од Валандовското брдо и уште една плодоносна рамница. Богата Македонија. Кија вели 6,4. Значи, може за реклама да се го искористи тоа. Кој вози Кија Стоник ќе биде богат, затоа што нема да тоа многу нагоре, 6,4 просек. Дојран. Овде некогаш имаше богатство. Се продаваше тука. Уште 15 километри стар Дојран, веќе се чувствува така езерото на Дојрана. Порано пред да биде пренасочена водата во езерото имаше кафена боја се гледаше, беше нешто застрашувачко. А сега веќе е многу поприродно. Многу интересна вредност за просечната потрошувачка ми покажа, иако главно се е спуштање на возење по рамница 5,4. Без какво било, значи се потроши во малите гориво. Чуете дека нешто тропа во Кија Стоник, тоа веројатно е термосот за кафе. Ете ја Стоник и во Дојран. Зарем ова не е круна на целото патување денес? По сите светла во кои што се покажа денес наша прекрасна Македонија, зарем ова не е вистинската награда? Дојран, мирен, како гледал. Спокоен воздухов, дојрански. Тука прекинувам со денешното снимање, понатаму продолжувам за Прилеп, преку Гевгелија и Неготина продолжувам за Прилеп и снимањето го продолжувам утре рано наутре, останатата половина.